6,5 милиони евра нова загуба за регионот. Толку пари годишно се губат од се поголемото необработување на плодните ниви. Во моментов на истокот на земјоделци чекаат дури 20.000 хектари, од кои околу 6.000 се во најплодниот дел на овчеполието. Земја има пуно, колку сакате. У Овчеполе 6.000 хектара необработлива површина. Штета голема, катастрофална, кој ќе ванете ја гледа, бак. Сето Овчеполе стое од Велес до Штип. Останатите необработени површини се распоредени во другите делови од регионот. Така стоат, ништо не сеат. Немат. Луѓето се трска е само трски шавери, нема друго ништо. Има некој Штип тука што имат ниве, ни доваја да ги работи ништо, така стоат. Па и ние исто. Дел од земјиштето не е од најплодните, но добар дел со малку работа може да даде богат род. Тие ниви ориз може да се работат. Тоа оризно поле. Може да посееш морузка, таква работа, жито да посееш. Доколку овие површини се засеат само со пченица, тогаш со сегашните цени од 15 денари за килограм и со просечни приноси од 2,5 тони по хектар, земјоделците од регионот би можеле да остварат приход од 6,5 милиони евра кои сега се книжат како загуба. Загубите се на повеќе нивоа. Губат трговците и нафта производителите, репроматеријали во поглед на ѓубрива, мазива, горива, значи губи трговијата комплет и на крајот губи државата. Зошто и покрај ова нивите стојат необработени? Не ја дават на никој. Што е работа, како е работа, народот трпа века за леп. Производство и тоа што произведеш не ти го купе. Да дадат 300 денара или колку 200, 500 нека биде од декар, ќе има корист. Се е скапо горивото, а некој не е зависен од тоа и има си плата. И неке тие што не се вработени, тие мора да работат. Немат народово пара, не може да купе нафта, нема трактор. Повеќе се работило сега младите, неќе да работат, не може да обстане. Ѓубрето е скапо. Што и како може да се направи за нивите да не останат и понатаму необработени? Еден тип од начините е финансиска подршка која што нели следи. Вториот тип е зелените мерки, промоција на зелените мерки и третиот тип е на килиберните мерки. Што подразбира тоа? Значи повеќе нивоа на подршка на земјоделците, локално и генерално ниво. Инаку на ниво на регион најмногу земја се обработува во Беровско 6.000 хектари, Штип 5.500, Кочани 4.700, Чешиново Облешево 4.300, Македонска Каменица 1.200 и Зрновци 930 хектари.